Во Тетовско многу малку деца се надвор од образовниот процес, тврди раководителот на општинскиот сектор за јавни дејности Ахмет Чазими. Законската обврска да го запишат своето дете на училиште со навршени 5 години и 8 месеци ја почитуваат повеќето родители, исто како и законската обврска секој ученик да продолжи во средно образование по завршувањето на основното. Според Чазими, миграцијата е таа што го десеткува бројот на учениците последниве години во училиштата. Многу е символична бројката на оние граѓани кои што живеат во Тетово и кои што не се има запишано во основните или пак во средните училишта. Сега тоа може да кажам дека во основните е една цифрена бројка и се работи сигурно за некои екстрено социјални случаеви. Имавме претежно порано проблем со ромската популација кои што се осипуваја од основното образование, но работејќи поединечно со ромите, увидовме дека имаме подобрување на статусот на ромската популација, така да и таму од приближно 100 деца кои што имаја осипа учење во основно образование, таа бројка не ја стигнавме до 10 ученика кои што се осипуваја од основното образование. Затоа причините кои се за ученици кои што не ја следат наставата во основно и во средно образование, претежно има миграција во другите градови. Има миграција можеби и надвор од државата и тоа е причината за оние деца кои што не се запишуваат или пак оставаат образованието. Но имаме и обратен процес. Обратниот процес не доаѓаат ученици од другите општини. Тоа е еден динамичен процес кој што се одвива секоја година. Околу 600 деца кои биле родени во Тетовско оваа учебна година не се запишале во прво оделение и околу 430 завршени основци не се запишале во општинските средни училишта. Случаите кога родителите свесно не го вклучиле детето во образовниот процес ги истражува просветниот инспекторат, а останатите случаи се деца кои се запишани во училиштата во другите градови, но и надвор од Македонија. Според евиденцијата што ние го имаме од основните училишта и според тоа што е од институциите надлежни од матичните служби, значи приближно околу 1700 деца беа предвидени за оваа годишна возраст да запишат во основните училишта во прво оделение. Но во прво оделение се запишани 1100 ученика, каде што околу 600 ученика не се запишани. Тие ученика, значи се бројка која што се повторува секоја година, очекувана бројка, не е нешто што е непредвидено, затоа што секоја година од бројот на лица кои што се евидентирани во списокот матичната служба и бројот на ученици се запишуваат, имаме една ваква разлика. Тоа се должи на фактот дека еден дел од децава или заминуваат во другите градови, или пак заминуваат во странство, или пак некои од нив, они што се запишани, што се родени во јануари месец, не се запишуваат во ова учебна година, оставаат се запишуваат во идната учебна година, така да оваа бројка е очекувана бројка. Според раководителот на општинскиот сектор за јавни дејности Ќазими, општина Тетово можеби е единствената во Република Македонија, каде се бележи пораст на бројот на новороденчињата и каде и покрај миграцијските процеси, бројот на запишани ученици во прво оделение е речиси константен низ годините и се движи околу 1100 првачиња. Одобрениот кредит во вредност од 1,5 милиони евро од Македонската банка за поддршка на развојот нема да биде доволен за целосна изградба на филтер станицата, која е неопходна Јуохром да добие еколошка дозвола за работа. Од раководството на комбинатот велат дека останатиот дел од парите потребни на системот за отпрашување ќе го обезбедат самите и се надеваат дека во јуни наредната година станицата ќе се заврши, а со тоа ќе стартува производствениот процес. Синдикатот на Јуохром пак ќе бара владата комбинатот да започне со работа на пролет, паралелно со изградбата
изградбата на системот. Се надеваат дека ќе добијат позитивен одговор, затоа што, како што велат, и кога не работи комбинатот, воздухот во Тетово е екстремно загаден. Март, април ќе барам уклучување на печките на Јукром, бидејќи луѓето се без екзистенција, да се врата на работа, да се почне со работа и Јукром мислим дека е потребно и владата да ни дозволи на тој чекор од синдикатот. Од Еко Герила вела дека тетовци дишат многу почист воздух за разлика од порано кога Јуохром работел. Посочуваат дека стартувањето на производството без филтер станицата ќе придонесе Тетово пак да се најде на врвот во светот како најзагаден град. Ова е многу важно за да се избегне големото загадување што ни доаѓаше претходните неколку години од страна на Југором. Значи, секогаш сме кажале не сме против работа на Југором со филтри, но работата без филтри е многу штетна за сите граѓани на Полошкиот регион. Оџаците на Јуохром не чедат 2 години, откако државата му стави катанец поради неисполнување на еколошките стандарди за работа. Огранокот на ДУИ во Гостивар излезе со реакција за јавната набавка на општината за зимско одржување на патиштата. Оттаму нагласуваат дека е направен скандал и тендерот во вредност од 5 милиони денари го добила туристичка агенција. Во соопштението од ДУИ стои: Таравари на овој начин ги игнорира фирмите кои вложиле пари за да набават механизација каква што се бара за чистење на снегот. Скандалот е уште поголем ако се знае дека истата туристичка агенција го доби и тендерот за превоз на ученици. Јавно го молиме Таравари да одговори како чистењето на снегот е доделено на фирма за која сите жители на Гостивар знаат дека не се занимава со оваа дејност. Сите граѓани знаат дека оваа компанија се занимава со превоз на патници, а не со чистење на снег. Дали на Таравари му е јасно дека чистењето на снегот се врши со специјални возила за таа намена, а не со автобуси во сопственост на туристичка агенција. На ваквите обвинувања градоначалникот одговори дека при тендерот за зимско одржување биле запазени сите законски процедури, а фирмата која е избрана дала најповолна понуда со која трошоците за чистење на снегот значително ќе се намалат. годишен син извршил семејно насилство врз неговиот 52 годишен татко со кого живеел во иста куќа во Тетово. Имено пред тоа синот вербално се расправал со него и со другите членови на семејството и им се заканил дека ќе ги убие. Набрзо по пријавувањето, 35 годишниот тетовец лишен од слобода и се работи на целосно расчистување на случајот, соопштува СВР Тетово. Оттаму информација дека полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера во Гостивар лишиле од слобода тројца албански државјани, двајца на возраст од 35 и еден на возраст од 41 година, кои легално влегле во нашата земја и непријавено престојувале на подрачјето. По лишувањето предадени се за натамошна постапка. Вчера вечер пак околу 19 часот во Гостивар лишени од слобода се две лица кај кои е пронајдена марихуана, се превземаат мерки и активности за расчистување на случајот. Во текот на вчерашниот ден во казнено-поправната установа Скопје во Скопје спроведен е 30 годишниот албански државјанин РК против кого СВР Тетово поднесе кривична пријава за недозволено изработување, држење или тргување со оружје или распрскувачки материи, а на кого судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар му определил мерка притвор од 30 дена. Албанскиот државјанин исто така се сомничи дека извршил 40 на тешки кражби и кражби во Гостивар и повеќе села, на чие расветлување интензивно се работи, информира СВР Тетово во денешниот полициски билтен. Против тројца малолетници, 17 годишник од село Зормиште, 15 и 16 годишник од Тетово, секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторени 13 кривични дела, од кои 6 тешки кражби, 3 тешки кражби во обид и 4 кражби.
Во периодот од 29 јуни до 4 септември годинава, пријавените со употреба на алат влегувале во верски објекти, куќи, фудбалски клуб и други објекти во Тетово и одземале пари, мобилни телефони, спортска опрема, акумулатори, машина за перење возила и украсни дрвца, со што се стекнале со противправна имотна корист во висина од околу 229.600 денари. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар пак поднесе кривична пријава против 36 годишен гостиварец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело тешка телесна повреда. На 21 октомври годинава околу 1 часот и 30 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар, пријавениот додека управувал патничко возило Мерцедес, собраникот од возилото удрил во пешак, пошто излегол од возилото и физички го нападнал. СВР Тетово поднесе кривични пријави и против 4 лица, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство во 3 одделни случаи. На 9 март годинава околу 20 часот и 7 минути на улица Маршал Тито во Тетово, 29-годишникот Тетово вработен во Агенција за обезбедување на лица и имот, со употреба на гумена палка физички нападнал 19-годишен тетовец, пошто тој му возвратил. Тие биле разделени од присутните лица. 39-годишникот Тетово пак на 16 јуни годинава околу 13 часот на улица Илинденска во Тетово по вербална расправија физички нападнал негов сограѓанин. 61-годишник на 30 септември околу 11 часот на улица Јанес Андански во Тетово по вербална расправија физички го нападнал неговиот брат нанесувајќи му повреди по телото, информираат од СВР Тетово. 50 возила вчера биле контролирани на тетовското подрачје, меѓу кои кај 6 утврдена е техничка неисправност на сопирачките, поради што се исклучени од сообраќај и на возачите изготвени им се прекршочни платни налози. Во акцијата исто така откриени се и 4 возила со неатестирани фолии, 5 погрешно паркирани возила и 1 возило со претовар и други прекршоци, кои се заокружени со соодветни поднесоци, информира СВР Тетово. Во гостиварската контрола пак вкупно биле опфатени 31 возило, претежно автобуси и комбиња кои се обраќаат од и кон околните села во Чегранскиот и Неготинскиот регион. Од нив 4 биле со неисправни сопирачки, 1 со истечена регистрација и 1 со неизвршен технички преглед. На 6 возачи прекршители изготвени им се прекршочни платни налози, додека 5 возила веднаш се исклучени од сообраќај и согласно законот за возила ќе им следуваат глоби од 120 до 400 евра во денарска противредност, зависно од видот и карактерот на констатираните недостатоци. Околу 700 изложбени кафези ќе бидат исполнети со разни видови на украсни гулаби, украсна живина, џуџеста и крупна живина, украсни папагали, фазани, пауни. Викендов во спортската сала во Брвеница ќе биде организирана меѓународната изложба на украсни птици и ситни животни во организација на Сдруженијето Диамантски петел. Имаме една уникатна можност да сите љубители на украсни птици и ситни животни, сите оние особено кои што се поамбициозни, кои што сакаат своето хоби, да биде представено по пат на организирање на ваков тип на манифестации, ги покануваме да повелат во спортската сала во Брвеница, каде што ќе имаме изложба на украсни птици и ситни животни од спортско надпреварувачки карактер. Задоволство ни е да кажеме дека капацитетот од околу 650 до 700 изложбени кафези оваа година ќе бидат исполнети. Имаме најавени гости од Република Бугарија и од Република Србија, кои што имаме на изворетна соработка во овие изминати години, кои што ќе бидат во својство на едукатори, односно на оценувачи на овие експонати. Секако соработката продолжува и со локалните здруженија од Македонија, кои што секогаш меѓусебно си даваме поддршката, односно учествуваме на нивните манифестации. Тие секогаш доаѓаат тука. Навистина ќе има изложувачи, љубители, огледувачи на украсни птици скоро од сите краеви на Република Македонија. Илиевски ги потенцира и позначајните залагања кои Сдруженијето ги прави преку реализирање на ваков редок вид изложба. Вредно е да се напомене дека нашето здружение, кое што е едно од столбовите на Македонската асоцијација,
еве еден извесен период напорно работиме на промоција на македонските автохтони раси на гулаби, кои што се карактеристични за одделни региони во Република Македонија. Можеме да се пофалиме дека имаме околу 13 раси специфични по нивниот изглед, кои што сакаме првенствено во рамките на Македонскиот сојуз да ги стандардизираме, а се разбира потоа патувајќи значи по меѓународните манифестации, изложби да и меѓународно нашите раси бидат сертифицирани, односно да имаат меѓународно признание. Вредно е да се напомене дека во неделата, во последниот ден на некој начин, имаме организирана и така наречена берза, односно купо-продажба на животни, затоа што сите кои што негуваат на некој начин и малку фамилиарен бизнис да негуваат преку ова хоби, можат навистина да нешто продадат, нешто да купат, да разменат некои примероци, односно да го надополнат својот семеен буџет, но сепак напоменуваме дека изложбата е од спортско надпреварувачки карактер, првенствено се работи за луѓе кои што долги години одгледуваат разни видови неукрасни птици, ситни животни и сакаат да нивните примероци бидат соодветно оценети, а ние како организатори пригодно да ги наградиме. Изложбата ќе биде отворена во сабота од 9 до 17 часот и во недела од 7 до 14 часот. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 2 до 5 степени, а дневната од 9 до 13 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде облачно, суво и стабилно со магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од 1 до 4 степени, а дневната во интервал од 9 до 13 степени.